Здраво, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на прашање на наш пријател Тоде, кој што ми го постави пред отприлика недела дена, али како и да е, супер прашање, ќе го погледнеме и ќе дадам одговор, знам дека многу од вас ќе ги интересира. Тоде, супер ти е прашањето и фала ти за времето што го одвои за да ми пишеш. И втора работа, може би многу од луѓето не се запрашуваат на ова прашање, но по мене ова е најглавното прашање и проблем кој што предизвикува покачување на килажа и кој што предизвикува пореметување на функцијата и работата на метаболичките процеси во телото. На што всушност мислам? Многу од нас поради погрешниот старт на денот и поради погрешниот тек кој што следствува на погрешен старт на денот, имаат проблем со скоковите и падовите на шекер во крв. Односно, што се случува? Многу од луѓето, затоа што најголем процент на луѓето немаат никаков појадок во првиот пола саат до саат во почетокот на денот, или можеби мислат дека имаат правилен појадок во почетокот на денот, имаат проблем со падови и скокови на шекер во крв. Затоа што кога вие ќе го почнете денот погрешно или без ништо, никаков оброк да не дадете, ќе се случи да поради дневните и секојдневните обврски, да телото ги потроши резервите на гликоза кои што се складирани во мускули и во црн дроб, и да се случи нагло паѓање на шекерот во крвта, односно гликозата во крвта, што го буди панкреасот, кој што праќа повик до мозокот дека е потребен брз шекер и брза достава на енергија. И затоа луѓето најчесто во текот на денот конзумираат брзи стимуланси на енергија кои што значат пецива, благо, грицки, сокови, енергетски пијалоци, кафење и така натаму, кои што прават нагли скокови на шекер во крв. И затоа се случуваат тие нагли скокови и падови. Сега што се случува кога ќе дојде до нагло покачување на шекер во крвта? Тогаш повторно се буди панкреасот кој што го праќа инсулинот, кој што е задолжен за да го тргне тој вишок на шекер во крв, и најчесто тоа вадење на шекерот од крвта се случува со тоа што инсулинот е задолжен за да го складира тој вишок на шекер во масти, најчесто во бутини, стомах, образи и така натаму, секој кај што му е најпогодена генетиката. И повторно имаме нагло симнување на шекерот во крвта, кој што повторно бара сигнал, испраќа панкреасот до мозокот и повторно бараме брз дотур на енергија, кој што повторно е брз шекер и кој што повторно го катапултира нивото на шекер во крвта. И тие игри на скокови, падови на шекер во крв и инсулин се случуваат во текот на целиот ден, и затоа тоде се случува да многу од луѓето искусуваат можеби, не знам, тресење на снага, можеби страшна потреба за благо или некаков шекер во текот на денот. И тоа се случува можеби 2-3 пати пред ние да си дојдеме дома за да ручаме, а се знае ручекот во такви околности е обилен, се прејадуваме, пошто следува дремка, пошто следува катапултирање повторно на шекерот во крвта, пошто следува повторно потреба за благо во попладневните и вечерните часови, и тоа е круг кој што нема крај, и единствениот начин да го запрете тој круг е нормално да го почнете денот на правилен начин, со добар старт, најдоцна во првиот час од станувањето, и тоа важи за мажите. Значи, ние мажите некаде во првиот час најдоцна би требало да поедуваме, за жените важи во првиот пола час, за да го почнете денот со нормално ниво на шекер во крв. Нормално, ако се работи за добар појадок, ако се повторно работи за појадок кој што изобилува со шекери и масти, кој што се пецива, мачканици, корнфлекси и така натаму, и ако ги јадете во првиот половина час до час од стартот на вашиот ден, тоа ќе значи дека повторно ќе стартувате со катапултирање на шекерот и повторно истиот круг кој што ќе се јави доколку имате и никаков појадок во почетокот на денот. Така да, Тоде, генерално тоа е мојот одговор. Сега индивидуално, ако можеби ти конкретно за себе ме прашуваш за некакви појави, слободно искомуницираме и ќе доразговараме или ќе поразговараме повеќе околу сето ова, но генерално тие скокови и падови се случуваат поради погрешен старт кој што резултира со многу падови и нормално скокови на шекер во крв. Толку имам за денешнава епизода. Фала ти уште еднаш и секој од вас слободно нека
се охрабри, нека ми постави било какво прашање, Ask Јосиф хаштагот или приватна порака, како и да е, тоа е најмалку важно. Се гледаме во следна епизода, до тогаш ви посакувам здрави животни навики. Чао, чао!